Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат говориме за предизвиците во Европа и во Македонија од евентуален нов мигрантски бегалски бран. На Конгресот на Европската народна партија, најголема група во Европарламентот што деновиве се одржа на Малта, уште еднаш се покажаа разликите за иднината на Унијата. Некои тоа го доведоа во директна врска со можниот нов бран мигранти, доколку Турција, како што се закани, се откаже од договорот за нивно задржување на нејзина територија. Германската канцеларка Ангела Меркел на Малта ја бранеше нејзината политика на отворена врата за мигрантите и бегалците. Според неа исправно и неопходно е Европа да се справи со ова прашање на хуманитарен начин. Меркел притоа ја пофали улогата на Турција во запирањето на мигрантскиот и бегалскиот бран. Die Türkei hat bei aller Kritik, die wir in diesen Tagen haben, für Flüchtlinge, für 3 Millionen Flüchtlinge viel geleistet und dass Europa sie dabei unterstützt, ist richtig, liebe Freunde. Оценките на Меркел беа своевиден одговор на претходното излагање на унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој изјави дека на Европа и се заканува сериозна опасност. Migration turned out to be the Trojan horse of terrorism. Migration turned out to be awful solution to labor shortages. Наведувајќи дека е време за будење и за нова европска надворешна политика, фокусирана врз безбедноста, тој додаде. This stands for Erdogan's Turkey also. If millions of migrants start marching on the Balkans again, it will be impossible to maintain stability. Кампањата во Турција за референдумот на 16 април за уставни измени, со кои ќе му се зголеми председателската моќ на Реджеп Тајип Ердоган, предизвика тензии меѓу Турција и европските земји, вклучувајќи и Германија. Затоа Ердоган вети дека ќе ги приспита сите политички и административни врски со Унијата, вклучувајќи го и договорот за спречување на илегалната миграција. Yıllarca bize Avrupa Birliği kriterleri diyerek dayattıkları ne varsa. Идентична е оценката и на турскиот министер за европски прашања Омер Çelik. Benim kanaatim şudur. Türkiye gelinen bu noktada Avrupa Birliği'nin sözünü tutmadığı ortaya çıkmıştır. Bunu kişisel olarak söylüyorum. Türkiye'nin bu anlaşmayı yürütmek konusunda anlaşmanın karşı tarafına hiçbir yükümlülüğü yoktur. Турција е дел од договорот со кој стотици илјади луѓе кои бегаат од Блискиот исток за Европа се држат во Турција. За возврат Брисел се обврза на финансиска помош за Анкара од 3 милиарди евра. Македонија сега е поподготвена за справување со евентуален нов бран бегалци и мигранти отколку во 2015 година, вели Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи. Сепак, експертите се едногласни дека многу подобро би се одговорило на предизвиците доколку има брзо решение на сегашната политичка криза во Македонија. Македонија на некаков начин се справи со големиот бегалско-мигрантски бран од Блискиот исток, кој се случи пред речиси 2 години, но сега стравувањата од нов се зголемени, особено и поради домашната политичка криза. Дополнително проблем може да биде и ако луѓето кои бегаат од војните во тој регион останат подолго во државава, оценуваат упатените. Според Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи, политиката на владата досега беше дека земјава се дефинира како транзитна, што придонесе во двата кампа во Гевгелија и во Куманово да има капацитет за вкупно 2000 лица. Поради таквата политика и целата помош и асистенција на Европската Унија беше дизајнирана за толкави капацитети, додава Буџаку. Ако се работи за подолгорочна политика, требаше ние, по моје мислење, да како влада, како политика на Република Македонија, да имаме и другата варијанта, не само транзит заради национално политички потреби, да изјавиме дека нема да бидеме проплавени од бегалци така натаму, туку реално да се спремиме за можно сценарио кое е дека ќе имаме голем наплив на бегалци со кое треба да се справиме. Центарот за управување со кризи не зависи од институциите и ние ги координираме нив. Објаснува Буџаку на прашањето колку земја во овакви услови на нефункционално собрание и влада, која не работи со полн капацитет, може да се справи со таков предизвик. Ако дојде до поголем бран и до некаква нова ситуација, се плашам дека каква што е состојбата сега, ќе имаме
потешкоти во координација во повисоките органи на власта. Што се однесува до Центарот за управување со кризи, ние имаме механизми кои функционираат во ова време затоа што е и прогласена кризна состојба. Сепак, тој е убеден дека големи истребувања на стабилноста на државата не треба да има. Повеќето од тие луѓе се бегалци од војна, а во однос на опасноста од инфилтрирање на терористи имаме воспоставено соработка со НАТО, додава Буџаку. До сега низ територијата на Македонија на патот кон западните земји помина околу 1 милион бегалци и мигранти. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, насловена Мигрантите, Турција и стабилноста на Европската Унија и на Македонија. Нашите содржини можете да ги следите и на YouTube, како и на социјалните мрежи. До гледање.